Драги гледачи, наш гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е нашиот познат прилепчанец од Прилеп, Владимир Јовановски, еден од ретките високогорци од Прилеп, човек кој што си има искачено на 2 од 7 светски сумити, исто така и единствениот прилепчанец кој што си има качено 100 пати на нашата планинска кралица, како што ја нарекуваат, или Солунска глава. Има многу што уште да се каже за Владимир Јовановски, но за сето тоа ќе слушнете во текот на оваа емисија. Владимир, пред се, добре дојде во ова издание на емисијата Инфорегион. Добро ве најдов и благодарам на поканата што ме поканивте да бидам ваш гостин во вашето студио. Сакам да почнам со една ваша најнова иницијатива што се случи на први веднаш после новогодишната ноќ, а тоа е заедно со ентузијастот, исто така влюбеник во природата и планинар Пеци Илиовски, добивте идеја да ја реконструирате топката, која што е многу познат символ на највисокиот врв во Прилеп Козјак, онаа позната топка со огледалца. Ја стимнавте пред Нова година, ја реконструиравте и на први утрото ја поставивте одново на самиот врв. Како течеше целата таа процедура? Целата процедура течеше точно пред новогодишните празници од наши колеги планинари кои искачуваа врвот Козјак, се забележа дека топката на Козјак е веќе оштетена од силните ветришта и снегот кој запрна тој период. И со кафе муавет со ПЦ, кога му покажав слики дека топката е оштетена, вика ајде да направиме една трчанка што викаме ние до Козјак, да ја зајмиме да ја симниме во градов и да ја санираме тоа што е оштетено и дека не бркаше времето за да ја вратиме на први за горе на врв. Колку време траеше реконструкцијата и кој го изведе се? Реконструкцијата траеше некаде околу 2 до 3 дена, забрзано работеше. Наши колеги, планинари, со нивните струки, Бојан Петревски и Даниел Гарбески, кои ни помогнаа во санирањето, заварување, пошто беше доста оштетени конструкцијата и огледалата во самото паѓање. Потоа на први ја поставивте одново на врвот. Дали беше тешко носењето, бидејќи тежи мислам дека околу 30 на килограми, да се односи и да се постави? Топката точно така е, тешка 30 килограми, за тие што помалку се информирани. Можам да кажам дека топката е за прв пат поставена 15.3.2001 година и е направена од арматура која е обложена со алуминиум и излепени цакленца на незе. Точно така топката е доста тешка. Искачувањето ни помогнаа нашите колеги планинари кои се стекнаа на тој настан, на први, како втор пат годинава беше организирано новогодишно искачување на Козјак. И затоа и решивме истото обележје да биде вратено баш на тој датум, зашто врвот Козјак не го доликува без тоа обележје горе на самото место. Токму така, Козјак е нашиот највисок врв тука во околината на Прилеп. Топката е негово препознатливо обележје. Дали можеби оваа незина реконструкција ќе биде понатаму и една иницијатива на околните високи врвови околу Прилеп да се постават некакви обележја или па таму каде што ги има да се реконструираат или обноват? Веќе сме во изработка на поставување ново обележје на Козјак. Тоа е поставување на македонското знаме. Ќе биде тоа за најбрз можен рок, кога ќе помогнат временските услови. А истото така и во завршна фаза се обележувањата на врвовите на Селечка планина, таа е висока, и Ливада, кои за сега уште немаат никакви обележја на самите врвови. Колку планински врвови прилика има високи околу Прилеп кои што би можеле така да добијат своје обележје? Речиси сите планински врвови имаат веќе обележја на самите планини, Златов врв тука ни е Чулена, Селечка планина, Устрелец, Калушоец, сите се обезбедени, ни останаа уште висока и врвот Ливада. Минатата година, во октомври, изведовте еден подвиг кој што го спомна во најавата на ова интервју, а тоа е по 100-ти пат се искачивте на врвот Солунска глава. Односно се искачивте на датумот кога пред точно 10 години за прв пат се искачивте на оваа планинска кралица. Како дојдовте до идеја и зошто Солунска глава, практично кога човек ќе пресмета доаѓа дека околу 10 пати годишно некаде сте се искачувале за овие изминати 10 години, односно скоро секој месец сте биле на Солунска глава. Да.
Значи идејата дојде првото искачување беше на 9 и 10 октомври 2011 година. Во доста лошо време, прв пат затекнав такво време на Солунска глава. После неколку искачувања, изминати 5 години, баш на истиот датум се погоди да имам и 50 искачувања. После тоа 50 искачување дојде до идејата, баш после 10 години, баш да биде моето 100-то искачување, така да и тоа се случи. Забрзано се одвиваше сето тоа, до 2018 година негде ги има 70 и нешто искачувања. Најмногото искачувања ги направили сепак во 2021 година, со негде 20 искачувања на Солунска глава, значи во еден календарска година, пошто знаете Солунска глава е доста сурова и лоша, од јануари до март е доста тешко за да се искачи до незе. Беше многу краток периодо за искачување, кога ја бркав бројката, али сепак беше успешна. Во кои временски периоди си имате искачување на Солунска глава? И во зима, и во лето, и во пролет, во сите годишни времена? Во сите годишни времена, али најубав печаток има во јануари или февруари, кога е доста тешко и е непристапно. Затоа и напоменав дека е стварно тоа е многу ризично и е многу ретко искачувањето. Не дозволува. Али сепак летен период е нешто е подобро, нешто е совршено, нешто. Значи имало такви прилики за во 24 часа да имаме 3 искачувања на Солунска глава. Колку часа е потребно да се искачиш на Солунска глава и од каде се стартува со искачувањето? Стартната точка на Солунска глава е претежно од планинарскиот дом Чеплес, кој се најдува на надморска висина од 1450 метри. Патеката е долга околу 8 километри. За нормални планинари е некаде околу 3 до 3,5 часа, али нашиот темпо ние како што одиме е 2,5 часа. Колку е висока Солунска? Солунска е висока 2540 надморска висина. Значи, да кажам тоа и дека Солун не се гледа од Солунска глава, иако сите мислат дека е затоа наречена Солунска глава, дека Солун се гледа, сепак не се гледа. До каде се гледа? Па цела Македонија е едноставно. Горе кога си на врв, кога е чисто време, на 360 степени да се завртиш, цела Македонија имаш на дланка. И Солунска можеби претпоставка се наоѓа и некаде горе долу во центарот на Македонија. Во центарот на Македонија, да, точно во центарот на Македонија, затоа е тој дел така кога се погледнеш на сите страни, веќе ми имаш Македонија на дланка, едноставно, да. Од една страна гледаш Скопје, од друга страна ја гледаш цела Шар планина, на друга страна вртиш Прилеп, Битола, значи се гледа на со голо око да ги видиш сите планински масиви и во доста добро време се гледа и Пирин и Вихрен, овие сите планински врвови во Бугарија, Олимп во Грција. Значи токму тоа е таа магија на Солунска која што тебе те привлекува 100 пати за 10 години да се искачиш на неа. Едноставно ако тргнеш на Солунска глава, мислам дека и нема запирање. Тука можам и да напоменам, значи да го кажам и кралот на Солунска глава, тој е Чко Буран, колега од Скопје, кој досега ги има направено над 1200 искачувања. Баш на истиот датум, на 10 октомври, имавме заедничко искачување, тој имаше 1200, јас имав 100 искачувања. И се поклопија датумите, да и тој на првото искачување да му биде пред 45 години, баш на истиот датум, на 9.10, а исто и на 9.10 пред 10 години да биде моето искачување. Само бројките беа кај него доста многу високи, а кај мене беа малце скромни. Дали понатаму имаш некаква иницијатива да се зголемува бројка од 100? Како што напоменав и кажав, значи Солунска никогаш нема да престанам да искачувам, значи ќе продолжам понатаки. Се надевам дека наредните 200 искачувања дека нема да биде после 10 години, се надевам дека таа бројка ќе биде доста побрзо. Зависи до приликите како ќе излегуваат. Она што е интересно да се напомене дека токму на тој датум кога го направи своето 100-то искачување на Солунска глава, токму на тој ден, на таа планина, на тоа место, ја побара твојата девојка и за сопруга. Да, точно така, значи тоа беше една таква идеја малце, значи како што напоменав, баш на тој датум е мој роден ден и во консултација со мои другари планинари, вика 3 во 1, вика барем едно сето знае да биде дека сме собрани, вика сите, вика да прославиме, вика да биде 3 во 1. Добро, му викам не е проблем, ајде, ќе средиме и тоа. И така испадна, сепак планот беше запрашувањето да биде на самиот врв на Солунска глава, али поради временските услови доста тешки беа, многу лоши, дожд, ладно време
беа непогодни за искачување за понеискусни планинари на врв. И сето тоа се реши да биде запросувањето во планинарскиот дом Чеплес, кој едноставно можам да кажем мој втор дом. Едноставно кога ќе педам таму се чувствувам како дома. И така испадна сето тоа. Како што спомнав претходно, ти си еден од ретките плебчани, високогорци, имаме голем број планинари во Прилеп, но ретки се високогорците како тебе, особено оние кои што имаат освоено некои од 7 најголеми светски врвови, 7 светски сумити како што ги нарекуваме, ти имаш освоено 2 од нив. 2018 Елбрус во Русија, највисокиот врв во Европа, и наредната година веднаш после тоа Аконкагва, односно највисокиот врв на Јужна Америка, кој што се наоѓа во Аргентина. Може малку да се потсетиме, да направиме на ретроспектива како изгледаше тоа искачување тие сумити и како дојде до реализација на таа идеја, ајде полека да ги освојуваме 7 највисоки врвови на светот. Тие сумити сепак дојде многу на брзина. Едноставно можам да кажам не беше периодот од една година, беше некаде околу 7 месеци. Идејата дојде до тоа пред таа година 2017 беше искачување на Мон Блан и Полукс во Италија. И дојде до идеја, значи по консултација со некои планинари наши, вика ајде вика пробај вика на нешто, вика првиот вика сумит, вика највисокиот врв во Европа Елбрус. И така дојде до таа реализација. Беше успешна. Искачувањата на тие врвови се малце по-ризични, поедноставни, али како по Елбрус мислам дека едноставно е по-технички полесен врв, едноставно нема некои тежини како што е искачување на карпа или водење во наврски, сите тие работи ги нема таму. Таму ако е доста добро време, да нема некои ветришта или било што, би можел секој планинар и понеискусен да го искачи самиот врв. Кој е потежок, Аконкагва или Елбрус? Кога споредуваш посурова планина, која е? Сурова планина е сепак Аконкагва. Значи температурната разлика е многу голема. Утрата или преку денот е значително убаво време, топло време, али ночите се доста сурови, минус 30 степени. Едноставно 15 дена си приложен во планина, спиеш во шатор, едноставно во 2 квадрати простор си, животот го живееш 15 дена во 2 квадрати. Едноставно е доста сурово. Тешкотијата е во тоа што цела опрема, значи со тебе ја искачуваш од одреден период, од одреден камп до одреден камп. Тоа е доста тешко. Носиш 30 килограми ранец. Цело време искачуваш на еден базен камп. Се растовара, поставува шатор, размонтирува шатор, го искачуваш на друг врв и така натаму сето постепено иде до искачувањата. Дали можеби се раѓа кај тебе идеја или веќе ја развиваш за искачување на трет сумит? Сега се уште не сме во план, знаете се и фамилиарен човек, знаете сепак друго е, побитна е фамилијата, али доколку излези прилика, а и не е нешто во преговори за сумитот во Австралија, со мои пријатели од Австралија, па можно и нешто да излези трет сумит. Колку е тешко да се организира една експедиција за да се освои еден сумит? Што се е потребно за да се искачиш на некој највисок врв на еден од 7 светски континенти? Значи пред се за една експедиција се потребни доста финансиски средства. Овие експедиции се доста скапи, доста има трошкови, значи тука освен организацијата, значи што кошта во планинарењето, коштаат и доста опремата. Опремата значи за високогорските искачувања се доста скапи, значи ти треба соодветна опрема, значи пердувеста, пред се пердувеста. Добри обувки и сите тие работи. Освен овие 2 сумити, имаш искачено голем број највисоки држави во повеќе највисоки врвови во повеќе држави и во Македонија, но и надвор од неја. Каде се имаш искачено? Искачување имало доста многу. Значи пред 2018-2019 беше доста напорна година за искачување. Можам да кажам дека во 2 месеци беа искачени доста врвови. Од враќањето од Елбрус, одма после 2 недели беше искачување на Глосглокнер во Австрија. По враќањето од Глосглокнер, одма по една недела беше и вечем Триглав.
Враќање од Триглав, одма Бугарија на Мусала Вихрен и цел тој планински масив. И завршивме со Олим во Грција и за во јануари следеше веќе наредна година Аконкагуа. Дали пандемијата малце ги поремети вашите планови за искачување на планинските врвови? Дали практично пандемијата делува врз овој спорт или бидејќи сте во природа и нема толку многу големо влијание? Пандемијата сепак делува, значи, во овој спорт во надвор од нашите граници. Овде во кај нас во Македонија не е баш толку, али до ините границите сепак доста влијае короната, пандемијата што ја има. Значи секаде треба PCR тест, секаде треба вакцинација, значи да поминеш граница, некои граници се затворени и така да не дозволува да дојдеш до тоа што си го замислил за таа година. Дали во иднина имаш планови кој врв нареден би го освоил или друг некаков настан би организирал? За сега е во план, значи, врвот во Турција, Арарат, доколку дозволат пандемијата, а сепак, значи, можам да ја најаваме Прилепската трансферзала, кој заедно со мојот колега Пеце планираме да ја изведиме на 7 и 8 мај. Ќе се одбива во цел планински венец кој го опружува, значи, Прилеп. Стартот е од Маркови кули и завршуваме на Веслиц на целото Штавица. Колку километри се тоа? Па негде каде турата планираме да биде околу 60 до 70 километри. Да трае 2 дена, со првото преспивање да биде на Плетвар горе, кај куќарката што ја викаме ние, спасувачката единица што ја има, и вториот ден веќе преку Селечка планина да заврши на Веслиц и во селото Штавица. Тоа би било планинарење или на некој вид планинско трчање? Тоа е сепак планинарење. Прилепска трансферзала, нешто слично, например, како што ја организираат планинарските клубови од Скопје, трансферзалата од Богомила до Скопје до Водно, преку Солунска глава. Нешто решивнете и дојде до идеја да го направиме ова нешто наше прилепско тука, пошто до сега такво нешто и немало. Ќе бидете само двајцата, вие и Пеци Илиовски, така? Организатори сме ние, значи, на турата. Имаме објавено и настан вечем, кој е доста заинтересирани, има доста заинтересирани луѓе, што сакаат тоа да го направи, вика, ајде, вика, чекаме, вика, датумо, вика, да дојди, вика, за да ја помине, вика, трансферзала. Значи може да се приклучи кој што сака, кој што може да издржи таа далечина. Поканата е, значи, отворена за секој, кој што мисли дека и може, и до каде што може, пошто знаете, околу Прилеп, кај да застани, може и после да се врати во градот, доколку не може да продолжи понатаки. Вие сте една поголема група љубители на природата, планинари, се занимавате исто така и со велосипедизам во слободно време. Функционирате неформално. Дали во иднина размислувате да направите едно планинарско друштво? Сега за сега оставаме така, значи да биде како што течи времето, се надеваме дека ќе оформиме нешто ново, пошто знаете, на нашиот град му фалат планинарски друштва, немаат млади планинарски друштва, останати се само неколку во градов кои и не толку многу функционираат, барем за така посериозни искачувања во нашиот град. Му фалат и планинарски домови на Прилеп, но за жал ги немаме, освен Томов дом на Селечка планина и неколкуте мали такви колипки куќарки кои што се наоѓаат на планината. Еве, еден дервен го имаме кој што со години е запустен, но не е обновен. За жал, сепак така е, да останува дервен, значи нерешено прашање. Тежално е тоа што го имаме, а не го реновираме, не го направивме. Го имаме, значи, како што кажавте самите, домот на Селечка планина од Томе е доста во, не знам, не чиста, во лоша ситуација, значи доста во лоша ситуација, значи пред некој период кога бев во посета на домов, затекнав многу искршени стакла, искршени клупи. Тоа е жално, значи некој тоа го направил, горе се помачил, се мачил, значи знаеме сите, имаме и кажувано дека сето тоа што е горе качувано е на раце качувано, значи со раце носено со маски. И сето тоа е многу жално за да се уништи во нашиот град. Тоа зборува и за нашиот однос кон нештата што ги имаме, за жал, како народ. Да се надеваме дека ќе ги слушнеат институциите овие апели, да се изградат барем и да се помогне одржувањето на овие планинарски домови и дека успешно ќе го реализирате вашиот проект Прилепска трансферзала, ќе се приклучат што е можно повеќе
планинари, љубители на природата и дека во иднина па оваа манифестација би преминала во некој традиционален настан кој што би се одржувал секоја година и би привлекувал гости не само од Македонија, па и од странство. Таква е и намерата, значи да биде оваа година како прваче, едноставно доколку налагаат условите, секако дека ова ќе прерасне веќе во традиција, како што е и тоа на 1.1. за нова година да сме на Козјак. Понатаму ќе продолжите сигурно да организирате и други вакви настани и други пленарски тури. Имате ли некоја друга цел во иднина која што би оствариле освен Прилепска трансферзала, идеја, замисла? Освен Прилепска трансферзала, значи во консултација сме со едно наше здружение, велосипедско, кое сака да организира пленарска тура на Ниселечка планина во чест на Томе Темелковски. И во преговори сме веќе за тоа да се реализира, нешто сме во план 10 април да биде, пред велигденските празници. И се надеваме дека ќе биде реализирана. Јовановски, ви благодарам за издвоеното време и за ова интервју и искрени желби од нас како редакција Инфокомпас да ги остварите сите ваши замисли што ги имате во иднина во однос на планинарењето, но и како што спомнавте последно и планинскиот велосипедизам. Ви благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше Владимир Јовановски, планинар од Прилеп, еве како што кажавме, Прилепска трансферзала е настанот кој што ќе се организира во месец мај. Послободно кој што сака, има желба да биде дел од него, може да го иска контактира Владимир и да се договорите во однос на условите како може вие да бидете дел од оваа манифестација. Ние се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.